Снежа Петковска е на Табановце. Снежа, како изгледа трансферот на мигранти кон Србија и дали нешто им недостасува на илјадниците луѓе од земјава каде што Моментално има се наоѓаме на железничкиот граничен премин Табановце. Како што и вие можете да забележите, ситуацијата овдека е мирна, нема мигранти, освен оние тројца кои што веќе неколку дена се тука, значи станува збор за тројца економски мигранти кои се уште не се вратени назад кон Гевгелија и соседна Грција. Попладнево пристигнал само еден воз со бегалци од Авганистан, Ирак и Сирија, на кои откако им била дадена потребната помош во храна, облека, хигиенски пакети, пакети со бебешки пелени и медицинска помош и се друго, нели, што им е неопходно, организирано заминале кон соседна Србија. Да видиме од прилогот што следува што се случуваше утринава овдека во транзитниот центар на Табановце. Бегалците во транзитниот центар на Табановце ја добиваат сета неопходна помош од домашните и меѓународните хуманитарни организации и Црвениот крст. Освен храна, облека, кебиња, медицински третман, бегалците ќе добијат и затоплување во монтажните објекти и во новопоставениот шатор, а ќе има уште 2 деновиве. Секој од нив е наменет за околу 200 луѓе. По пристигнувањето на само еден воз утрово, на Табановце е мирно. Од вкупно 300 економски мигранти кои неколку дена се задржаа во прифатниот пункт, како Србија реши да го ограничи нивниот влез, останале само тројца, еден од Хаити и 2 од Нигерија кои не зборуваат англиски. Останатите или со воз или со такси превоз се вратени во Гевгелија, велат надлежните. Секој ден пружиме по 500 чорби, пружиме хигиенични пакувања и исто така пружиме и пакувања за деца. Доволно е бидејќи има и други организации кои помагат исто така за да се да им доделиме на сите мигранти јадења и различни потреби што имат. Да, сега има и облека, како што можете да гледате тука, има и кебиња и различни други потребни работи за ова сезона. And we're serving them tea. На бегалците и мигрантите им се дават чај, облека и овошје. Им се дават чај за да се стоплат бидејќи се уште нема грејење овде, но се работи на подобрување на условите во кампот. Ќе добијат и грејење наскоро бидејќи времето заладува, а бегалците секогаш соодветно се згрижуваат. Мигрантите преку упатства испечатени на арапски, фарски, англиски и на пакистанскиот официјален јазик урду, на Табановце добиваат и дополнителни информации како да го продолжат патот понатаму. Следниот воз со бегалци според надлежните се очекува во попладневните часови. Инаку, според Црвениот крст, во текот на вчерашниот ден поделени се околу 1500 литри вода, 38 пакети со храна, 37 со хигиенски средства, 137 кебиња, 50 на кабаници и други видови помош на бегалците. Она што треба да се нагласи и што е битно во овој момент да кажеме дека бегалците кои што доаѓаат од земјите од воените жаришта и продолжуваат кон соседна Србија ја добиваат солидна и одлична, можеме да кажеме, поддршка и помош од домашните и меѓународните хуманитарни организации и Црвениот крст. Тоа го потврдуваат и невладините организации и самите мигранти кои што деновиве имавме прилика да ги снимаме. Штета што денешниве тројца мигранти кои што останаа заглавени тука во транзитниот центар на Табановце не знаат англиски јазик и не можеа да го потврдат ова што го зборуваме. Инаку надлежните овдека немаат најава дека следен воз тргнал од граничниот премин во Гевгелија, така да се уште не се знае дали до вечер ќе пристигне воз со нов бранд на бегалци од воените жаришта.